Советот веќе 5-та година поред доделуваме стипендии за учениците од 10 основни училишта на нашата општина. Во оваа пригода знам дека децата со нетрпение очекуваат, го поканувам градоначалникот да ги се образи и да ви додели стипендии. Драго ми е што имаме на кого да доделиме стипендии, драго ми е што имаме на кого да посветиме внимание. Ова не се големи пари, ова е само едно внимание до нашите талентирани ученици. Сакаме да знаат од најмала возраст дека трудот треба да биде единствениот тој кој што треба да биде причина за нивниот успех во животот. Сакам сите да знаете дека за доделување стипендии врски во општина Карпош нема. За никого. Најмладите наши жители треба од најмлада возраст да знаат дека ако се вредни, ако работат, ако учат, ако тренираат, дека тоа ќе им биде признаено и дека тоа ќе биде причина тие да бидат успешни во животот. А не дали тато, мама или некој друг има пријател со некој. Јас лично во животот сум успел без да ми помогнат и тато, и мама, и било кој друг. И затоа би сакал нашите ученици, кои што ги поддржуваме, не само да биде поттик за нив, туку и за другите ученици да бидат пример дека ако се вредни и ако се подпират на состојаното знаење и на состојаната пот што ја леат во спортските сали, дека тие ќе бидат почитувани и респектирани и од училиштето, и од наставниците, и од средината во која што живеат, а и од локалната самоуправа од општина Карпош. Драго ни е што можеме овие стипендии да ги доделиме на наши ученици. Се надевам дека ова ќе биде поттик да уште повеќе работат, бидат повторно добри ученици, а овие што се спортисти еден ден да ги бранат боите на репрезентацијата на Македонија, да станат големи спортисти и да тоа веројатно биде и нивни животен позив. Уште еднаш ви благодарам на вниманието и сега да ги доделиме стипендиите. Благодарам.